Утре почнува втората рунда од втората лига. Значи ние сме домаќини на екипата на Скопје, екипа која традиционално е меѓу подобрите екипи во втора лига, меѓу 4-5 први екипи, но ова година во табела се малку подолу, но не значи дека Скопје има слаба екипа, значи ние сме максимално подготвени за тој надпревар. Значи ќе влеземе со голем респект, значи во ниеден момент нема да ги подцениме, да ја подцениме екипата на Скопје и нормално се надеваме на 3 бода, значи бодовите ние да продолжиме со победи и да го држиме чекорот меѓу првите 3 екипи во втората македонска лига. Каква е здравствената состојба и подготвеноста на фудбалерите? Значи ние имавме пауза од 2 недели, го искористивме значи паузата да ги опоравиме некои играчи кои има замор поради, како што знаете, во текот на 10 дена одигравме ние 4 надпревари, од кои куп надпревари и освен Арди Чакири кој во надпреварот против Ренова, куп надпреварот кој се играше во вторникот, доби мала повреда и верувам дека не ќе може до утре да се опорави. Другите играчи сите се максимално подготвени, значи по паузата и малку сме жедни за надпревари и верувам дека, како што спомнав, утре, освен победа, не доаѓа друг резултат во предвид. Од надпревар се зголемува бројот на навивачите. Па да, значи навивачите бараат резултати после слабата година во прошлата сезона во првата лига. Значи, како што знаете, имаше слаби резултати и публиката се оддалечи од трибините, но после 5-6 кола, значи од надпреварот против Шкупи тука во гостиве, навивачите конечно се вратија во трибините. Ние работиме максимално за да направиме добри резултати, за да тие имаат мотив да бидат присутни во трибините, значи да го бодрат фудбалскиот клуб Гостивар. Значи ние ги повикуваме на секој надпревар да се зголеми, да присуствуваат, пошто ние ќе ги наградиме со добри игри, со добри резултати.